Добар ден и срдечен поздрав од центарот на американската автомобилска индустрија Детройт. Ние ќе бидеме присутни на 23-тиот Детройтски мотор шоу, кој кога ќе го гледате овој прилог, веќе ќе биде затворен на 23 јануари. Она што е интересно за овогодишното издание на Детройт мотор шоу е што се враќа оптимизмот во редовите на автомобилската индустрија. Тој оптимизам се базира врз зголемувањето на продажбата на патничките моторни возила, која во минатата година изнесуваше повеќе од 17,8%. Но да не должиме многу, ве поканувам да го проследите нашиот репорт од Детройтскиот мотор шоу. Ford Motor Company го има најголемиот штанд на 23-тото издание на Детройтскиот мотор шоу. Но тоа не е направено само за да се покаже пред конкуренцијата, туку да се покаже пред купувачите, бидејќи Ford има многу новости кои ќе ги промовира на оваа автомобилска смотра. До мене е автомобилот кој представува американска икона и се разбира еден од најважните модели што се однесува на престижот на Ford. Тоа е моделот Mustang кој го носи името на американскиот див конј. Тој располага со многу изведби, а интересно е да се каже дека овој модел започнува со V6 мотор и неговата цена е само $22,000, што би значило околу 16,000 евра. Исто така, најопремениот Mustang во кабриолет изведба и се разбира доработен од Shelby кошта $58,000. Тоа е интересно бидејќи Ford ја намали потрошувачката на овие големи мотори. Познато е дека најмалиот мотор во Мустангот е V6, кој сега во изведбата со 305 конски сили троши 30 и поминува 31 милја со 1 галон. Ако е галонот нешто помалку од 4 литри, а 31 милја е околу 50 километри, значи дека сега големата верзија со 305 конски сили троши нешто помалку од 10 литри на изминати 100 километри. Но потрошувачката на бензин се зголемува во светот, а алтернативата Ford веќе ја пронајѓа во своите електрични возила. Возилата со фосилни горива излегуваат од мода и на нивно место се повеќе се присутни хибридните модели. Ford Motor Company има одговор на овој моден тренд преку моделот Fusion кој е поставен врз основа на европскиот Focus седан. Но Ford Motor Company не застанува туку оди и понатаму. Во соработка со LG изработени се специјални батерии ион литиумски кои ќе бидат употребени на Ford Focus кој ќе биде само на електричен погон. За сега Ford објавува дека Фокусот на електричен погон ќе има автономија поголема од 160 км и ќе има 3 модуси на полнење на батеријата. Првиот е брз кој може да ви помогне да ја наполните батеријата за кратко време, не повеќе од 1 час, со што ќе имате енергија да поминете околу 50 на километри, а за вистинско полнење, 100% полнење на батериите, потребни се нешто повеќе од 4 часа. Така да Ford Focus во Америка ќе биде промовиран кон крајот на оваа година, се разбира со електричен погон, а во Европа дистрибуцијата би требало да започне некаде околу 2013 година. Една од премиерите на овогодинешното издание на Детройт на Ford е новиот Explorer. Во рамките на нашата посета на Ford Motor Company имавме шанса во развојниот центар да ги пробаме неговите можности. И можам да констатирам, барем ја лично, дека ми е многу жал што нема проекција дека овој автомобил може да се продава на европскиот пазар.
Зошто? Explorer е извонредно опремен со високо ниво на завршна обработка, а ги има гените и на Land Rover, бидејќи Land Rover доскоро беше во собственост на Ford Motor Company. Тоа значи супериорни возни својства и извонредна снаудливост на терен. Немојте да прашувате колку чини овој автомобил, бидејќи се уште ни производителот неќе да ја каже цената. Трета алка од глобалната стратегија на Ford Motor Company е глобализацијата на неговите модели. Ford Focus е представен на европскиот пазар, а од завршетокот на ова издание на Детройтскиот мотор шоу ќе почне да се продава и во Соединетите Американски држави. Истото важи и за новата Fiesta, која на американскиот пазар ќе биде представена со две варијанти. Тоа е во седан и во хеджбек изведба. А ова е моделот Ford Vertec, кој ја означува втората генерација на моделот Kuga. Во склад на новата стратегија на Ford, овој модел ќе биде продаван во исто име и се разбира иста техничка спецификација и во Америка и во Европа. Subaru го направи својот имидж на тркачките патеки, така и со актуелната импреза, која го држи рекордот на компактните хеджбези на поминување, брзинско поминување на Nürburgring, време кое е остварено за 7 минути 55 секунди, што е навистина многу брзо. Но Subaru Impreza се покажа како лош дизајн за комерцијализација на овој модел. После 4 години производство нема рестайлинг на актуелната Impreza, туку настапува на сцена потполно новата. Поради тоа, Subaru го представи концептот на новата Impreza, кој би требал да биде комерцијализиран барем во Соединетите Американски држави кон средината на 2012 година. Забележливо е дека Subaru со моделот Impreza се враќа на корените. Значи ќе има седан каросерија за разлика од актуелниот кој беше промовиран како хеджбек и постигна лоши резултати на пазарот.